го дадете гласот? Имавме конструктивна средба во секој случај. Значи, цениме дека ние како партија веќе зазедовме антибојкот позиција, бидејќи цениме дека бојкотот во овие клучни претседателски избори е бесполезен, за разлика од бојкотот на референдумот, кој што имаше своја суштина. Овој има повеќе дримерски карактер и недопир со реалноста, отколку што има реален политички ефект од него. Така што во таа ситуација, во вториот круг, кога одат двајца кандидати, беше побарана средба, ние удоволивме на таа средба и имавме конструктивна средба. Како што кажа професорката, ние сме биле на иста политичка линија одамна, уште и во време на Груевски, бевме заедно во професорскиот пленум, бевме заедно на таа антипреспански договор кампања, каде што правно го елабориравме. Имаме точки кои не спојуваат, но и точки кои не разделуваат. На средбава беше отворено прашањето повеќе за преспанскиот договор и правните механизми кои би стоеле евентуално во иднина, бидејќи институцијата претседател е клучна во меѓународните односи, но дефинитивен став ние немаме се уште, ние не можеме бланко да дадеме поддршка, ние имаме органи во партијата и се надевам до предизборниот мол ќе го имаме нашиот дефинитивен став, дали отворено ќе ја поддржиме професорката или ќе останеме на нашата антибојкот позиција. Мислам, само кажете ми како кај вас има превирување ќе подолго време, како го коментирате тоа што Савевски веќе не е запишан во централниот регистер? Така, па Савевски не ни беше запишан, превирањата конечно завршија после 6-месечна внатрепартиска па и надвор веќе излезе правна битка. Судот донесе пресуда, односно решение со кое што го потврди тоа што и беше претходно, дека јас останувам единствениот правен застапник, а дека се друго е веќе лажно представување, односно дека тие се исклучени од партијата и им е замрзнато членството, така што битката е само правно формализирана, но она што ние и го знаевме, дека и го очекувавме искрено, така што веќе не обрнуваме внимание на тие внатрепартиски превирања, бидејќи реално ги нема, бидејќи тие луѓе се веќе надвор од партијата. Освен тие превирања имаше и обвинување дека вие се борите за лични интереси и во контекст на тоа ја толкува и поддршката ваша за кандидатката професорката Силјановска. Се гледате ли можеби вие во незиниот кабинет ако таа победи на претседателските избори? Па не, мене ми е помила професорската работа, а тие шпекулации се влечат уште кога бев советник во СЈО. Тогаш имаше шпекулации дека Мијалков ми купил стан, сега се шпекулациите дека Мицковски ми купил кола, така што не ме тангираат, искрено тие се од луѓе кои до вчера сме работеле заедно, Господе те чува неблагодарни луѓе. Значи, на Савески сум му ги држал јас прес конференциите кога го апсеа и фала му на тоа што вади такви. Инаку нема вистина во тоа, нема. Да сакав да се шитнам, јас до сега ќе бев пратеник уште кога Заев ми понуди да бидам, така што не се гледам себе